Здраво, до мене е еден семен човек, Горан Георгиевски, кој што е правник по професија, мој колега, и верувам дека ќе ни раскаже како тоа правниците се справуваат во својот живот. Горан, како си? Благодарам, добро. Како сте вие? Добро, како ти се одвиваше животот во однос на правдата? Многу дискутабилно прашање. Па како правник верувам во правда и ден денеска верувам, меѓутоа некако правдава тешка е, но се надевам достижна. Како тоа мислиш во твојот живот, што ти се случуваше? Па иако правник живееме во таков систем, во таква држава каде што не излегува баш правото како што јас го замислував. Меѓутоа се случува и некои промени на личен план. Например, што ти се случуваше? Верував во брак како институција. Сметав дека тоа е единствената институција, основната клетка на општеството која што може човекот да се реализира. Така и? Што ти се случи? Но се случи мојот брак после 15 години да се распадне, ми се чини за миг, без никакво предупредување. И од тогаш настана проблемите. Што се случи? Како ти се рефлектираше конкретно на телесен, на душевен план? Па почнав да пропаѓам. Од човек како што сега ме гледате од 90 килограми, за многу брзо време, за едно 2 месеци, дојдов до 60 килограми, почнав да пропаѓам и телесно и духовно. Почнав да одам на психијатри, да барам решение, терапија со медикаменти, но излез немаше. Која беше дијагнозата? Депресивен синдром. Така. Да. Дали се излечи од депресијата? О, да. И фала Како? Како се излечи? На еден сосема случајно, по некоја случајност, слушнав за Константин Кајшаров. Тој е правник по професија? Не, човекот е магистер по кинезитерапија. Така. И пастор во христијанската црква Блага Вест во Скопје. Така. И што ти значеше тебе тоа? Во почетокот не ми значеше ништо, апсолутно. Не го познавав човекот, меѓутоа со текот на време имаше подобрување и исцелување. Како се случи тоа исцелување? Што ти направи Константин Кајшаров? Едноставно дојдов кај него, се запознавме, поразговаравме, ме упати на третман и за моето физичко тело, но и за мојот дух, за мојата душа. Што правиш конкретно? Конкретно правеа молитвени терапии. Како се одвиваа молитвените терапии? Па многу едноставно. Едноставно со тимот се молеа за мене во името на Господ Исус Христос. Така. Дали те магепса? Не, далеку од тоа. Да, затоа што си примал медикаменти, можеби се халуцинирал? Никако. Никако. Бев Добро. Потполно свесен и се уште се сеќавам на сите тие моменти. Така. И што се случи на самата терапија? Па со текот на времето, после неколку терапии, почна да се случува подобрување. Прво во моето телесно, во моето тело, па потоа и во мојот дух. Полека се излекував од кризата. Така. Сега си реализиран човек, бидејќи кажа дека бракот не веруваш во брак како институција. Сега дали не те најавив како семен човек, дали си реализиран? Фала му на Бога. Сега сум повторно во брак, што после првата криза воопшто и на крај памет не ми паѓаше дека ќе ми се случи. Так. Но во исклучително среќен брак со прекрасна сопруга. Така, тоа значи дека сепак постои лек и дека постојат луѓе кои што може да помогнат. Каков човек е Константин Кајшаров? Еден многу нормален човек со голема душа, многу чувствителен, кој што пред се сака да им помогне на луѓето. Значи, се предат многу различни приказни за него, сето тоа не е вистина. Да. Дали е совршен? Не, како и секој човек, така. Има своји мани, но ме научи една голема вистина дека луѓето се Божји творби и дека треба да се гледаат како што Господ ги гледа. Значи, треба да се сакаат, затоа што се создадени од Бога. И се што е создадено од Бога е совршено. Така. Фала ти, Горан. Верувам дека ќе им препорачаш на сите луѓе што сега те гледаат и правници без разлика на професијата, ќе им кажеш нешто кое што ќе им биде како едно освежување, како една промена во нивниот живот.
Па ви кажал само една работа, верувајте во Бога, немате што да изгубите. Дефинитивно. Ти благодарам. Молам.